Преработувачката индустрија се опорави од минатогодишниот ковид шок. Од конзервната индустрија велат дека состојбата полека се стабилизирала, дотаму што веќе почнале и да се зголемуваат нарачките. Последните месеци од домашниот пазар, велат преработувачите. Домашниот пазар поборовачката е повисока, а па поборовачката на домашниот пазар по мене е повисока тоа што современите, младите луѓе, брачни парови, младите фамилии кои се не се заинтересирани да прават зимница во домашни услови, полесно им е и за нас е многу подобро, да користат зимницата произведена во нашите погони, И тоа е добро, индустријата повеќе ќе работи, бидејќи кога ќе во маркетот и кога погледна една цена, на тегото од 30 до 40 денара, цвеклото, ќе подобро да го купам това, отколку да купам едно кило цвекло, па да го барам дома, а ќе оплатам 30 денара цвеклото, само треба па тегли, па капат се и така да се сврте повеќе кон готов производ, што е за нас конзервашите многу подобро и благонадежно, можеме да напредуваме по тој. Преку домашниот пазар да не зборам, тоа што е надвор од границата на Македонија, кај што современиот свет практикува да има исклучиво во маркетите, со етикета и со гарантиран квалитет. Преработувачката индустрија на овошје и зеленчук е високо ориентирана кон извоз, извезувајќи околу 80% од вкупното производство. Пазарите на Европската Унија и на соседите се главните дестинации на извоз на домашно поставените, преработени и конзервирани производи. Преко океанските пазари, особено Австралија, исто така важна дестинација на извоз поради големите заедници на имигранти од Македонија, но исто така и од другите балкански држави. Вредноста регистрирана во количеството на извоз покажува дека домашните преработувачи главно извезуваат производи со ниска додадена вредност, кои се сметаат како стандардни производи или стока за широка потрошувачка.